Значи стално кој речам дека мене не ме држи настинка, мене ден, два, максимум и толку. Стално тоаш ме држи покеврен. До душа добро, не можам да речам температури, не крена, некоја мака посебна да видов, не видов, ама пак бе брат. Носо зад на собрано тука, парното пожешко тебе овде вака ти тежи, готепав носо дување уше малце, ја ќе го направам, ако е можно да го направам поќе ја. Плюс жената не можам рад да си ја гуштам, да си ја бацам, а трудна е сега, му треба љубов и не. И мене ми треба. Како викат поново, трудни сме. Девек двајцата трудни били. Додуша многу пати и двајцата трудни се. Некојаш мажите потрудни сме од жените. Особено вака кога е под настини маж дока е 37, температура 37 со 5. Што би се рекло народски, само жена на пораѓај природен може да свати која болка и тежина ја доживува маж со 37,5 температура. Тука се тежините. Има многу бистри муабети има вака. Кој се работи за трудноча, за раѓање деца и така натаму. Пример на мажите му велат, други тапшат порамо, ајде 5 минути сладко, цел живот татко. Ко не баре лоша работа. И ко не баре стварно 5 минути. И за жените нема нешто што се римува. Као овие што се побесни малце што пијат, многу може да биде еднаш пијана шајка, цел век мајка евентуално, ама то оставам на вас да не биде дека јас измислувам се поговор. Пошто и без јас да измислувам има измислици, бабини, деветини кога сака. И денес за тоа ќе правиме муавет. Ајде да те пуштај шпицата и да почнеме. Како и за се во живото, нормално и за ваквите процеси и моменти имаме еден тон бабини деветини. За тие што сте помали, што немате појма што се бабини деветини, за да не го прашвате ChatGPT да ве објаснува, јас ќе ви кажам. Бабини деветини се муабети или измислици или работи што ги кажуват бабите ме. Порано било вака. Оти деветини, оти не се десетини, оти 9 се рачунал како магична бројка. ChatGPT така ми каже. Битно тоа се некој си муабети што се пренесила од баба му на еди кој си, на баба му на еди кој си, така векој, расипан телефон, знаеш како е работа? Сега го не знаете расипан телефон, шо е, прашајте некој подома, сигурно има игран. Битно што си наслушав бабини деветини за овие работи, тоа е нешто невазможно. Бабини деветини со лопата да ги риниш, еј. Уште го ќе дознат дека е трудна жена. Првото нешто што е што ќе му речат? Трудна жена не се одбива. Значи ако сака жена ти куќа, ако сака кола, авион ќе му најди. Нема одбивање. Ама за храната тоа се работи добро. Ако му се пријади сака негде влези, цела сладкарница да изе, цела ќе купи. Јас да така ќе му правев. Сакам 200 кила торта ми дојси. Со сите можни овошја внатре, то ми се јади. Да видам кој е тој што ќе ја најди. Исто така многу било битно трудна жена да не краде. Иначе ако не си трудна, кради си ти слободно, ама кој си трудна да не кради. Толку ни е, како се вика она да не биде навредливо ментето. Демек во рете ти кради си, не е проблем. Кој стигна искради во државата, ти да не крадиш зошто. Ама кој си трудна не кради. Уште појако е оти ако крадела пример банани, на детето нозете ко банани ќе му биле или банани ќе имало, не знам, не разбирам што некој белек ќе има од банана дека банана им украдена. И единствениот начин на кој би го снемало тој белего било ако му текнело на мајката што им украден. Банана! Значи белего е банана, се гледа што е. Jesus. Исто така имаш многу што се со заплеткување на папочната врвца. Не дај Боже ако се случи е дефинитивно опасно и може да се случи било како. Но не, ако ги направиш овие бабини деветини, тогаш поголема е шанса. Под број 1, да не пружаш алишта. Ако пружаш алишта, вака ќе се направи. Под број 2, да не прескокнуваш јажина, ако прескокнуваш јажина или цевки или појма немам што ќе, вака буричкајнци над. Иначе салто колут напред можеш да правиш што сака. Значи нагла качи се вака, врти се брейк денс, мава, играј, све не е проблем. Само немој да прескокнуваш преку нешто такво, ме сваќаш. И сега разбирам, овие се сите работи излезени оти на некој некогаш му се деси. Пример, некоја жена спружвала алишта и не дај Боже се случила компликација и то си го врзале в крпче сите што биле во близина или познавале некој од блиските. Како се случи да се испреплети работата внатре, па спружваше алишта. Ништо, не спружва алишта кој си трудно. Значи лесно е да се направи бабина девети. Ама не значи дека така е секогаш 100%. Може да биле еден тон други склоп на околности што донесле до моментот. Ама да, на крајот на денот, кој те праша? Па има пример некој до толку што се глупи, што не знам, пример, да не гледала жената хорор филмови, оти грдот е било
клоцало бебе. Прво и основно чим гледа хорор филмови, како ти кажам. Мислам така, особено па во бременост. Додуша добро, вие што гледате хорор филмови сте така малце на едно поинакво ниво, пошто не може друго да ви направи она, ме сваѓа. Нема везе. Одиме понатаму. Исто пример негде слушнав или прочитав дека кога ќе фатело жената болки за пораѓање, ако влезела се искапи демек предходно, да пуштела едно јајце вака од тука, да рошета по телото и да падне и долу да се скрши и да не го гледа, да се сврти да не го гледа. Од ако го види не се важи, готово. Че го пушта вака брам и се врти и готово, тоа е. За да бил лесен пораѓај. Ама е многу битно да не го види. Од ако го види, готово. Исто така кога ќе ја стегни веќе кога ќе дојди момент за пораѓај, не се кажвало на мајка му на жена. Значи бабата не сме да знае. Можам да му кажам на сите, бабата не. Од ако знаела бабата ќе се секирала многу и многу ќе бил тежок пораѓај. Ама ако не знае бабата и ако не му крева ќерка му телефон, ич нема да се секира и нели нормално ќе оди се полесно, пошто мајките и ќерките денешно време ич не се по цел ден на телефон. Не, ој таква работа. Ич нема му биди сумливо кога не му крева ќерка му, ама нема веќе, зубоне. Исто има пример од овие што се сојадења, ако јадела пример црвени овоше или нешто, ќе било црвено во бравчињата детето. И исто негде прочитав дека првиот пат кога ќе склоцало бебето, во кој ќе сопулиш, на него ќе личи. Така што кога ќе дојди за клоцање работата, барај си огледало, ако саш на тебе али. Ако не, тоа е вате. И после кога се породи женати, добро тие детите што се таму нати го дај ми го ги кажа. И сега се раѓа детулето и се 40 дена треба никој нигде да не го види, да не го гибни ништо, ме сваќаш, го затвараш дома, штрак и тоа. И тоа е пошто нели здравието, имунитето нема уште развиени така на. И са до душа, првите неколку дена сакал ти или некој ќе биди в болница, кај што кој стигна влезе, ама да. Ама зато после тоа ќе одојсиш дома и излегвање, праење, ништо. Само дома вака затворен. Нели за да се заштити здравствено и нели од злите демони, да не некој демон случајно ме сваќа. Освен кога ќе треба го носиш на тоа здраво како се вика, кај што се носат дечината го проверат килажа, милажа, ова она, јади, не јади, здраво, живо и така натаму. Значи тогаш можеш да го извадиш од дома, ќе си го спакуваш како бурито вака, ќе си го земиш, ќе викаме подмишка со онага, се вика транспортер шоѓал. И тогаш ако ќе го извадиш, кој го види, не го види, не е битно. Тогаш не се важи. Ама иначе не. Ама тоа еднаш неделно како се прави таму на недела на две мораш да носиш. Нема грешка. Исто така покрај тоа што не треба да ти дат гости тогаш, нели за да си направите фамилиарен имунитет. Не треба нити доцна се враќаш дома. Да. Значи праиш што ќе правиш денски и кога ќе се стемни во 3,5 сато поручек, дома шкрап, клучојте излегвање. Нити да дојди, нити да излези некој. Нема мрдање, ако биди некој внатре во 3,5 шкрап, клучојте готово, нема бегањева. Значи тука се клучиме и мрдање нема. Оти да не ти дојдат да те земат. Кога да ти дојдат да те земат, абе Господ ти е чаршафо не го тресат навечер, не па да излези, не дај Боже да излези некој. Ти чаршафо ако го истресиш по ронките, опи ќе ти влези дом. Или може да на џабо чекате, може да на сите куќи по џамоите некој духој чекат и само што ќе го отвори да се истреси, влегва одма внатре. Нема грешки. Уште појако овие работи може да ги измислувале порано за да ги заштитат децата или мајките или појма немам, да не излегва поноќе. Ти живееле негде в село, в планина, ќе излезиш ке те ај мечката и демек седи тука, нигде не оди, се ќе среда другите, ти седи тука. Или не отварај џамо поноќе, не влезат комарци или шо и да, или некоја мачка не влези, небитно. Арнова не денешно време не ги отварај, отишознај. И се добро, ете, например, мене ми е работата навечер, треба на работа да не одам. Мислам, ако треба не одам, не е проблем, ама да не е причината бабина деветина, туку да има содржина, вистинска содржина, а не некој одрекла казал. Пошто јасно е дека тие 40 дена се период на аклиматизација, на навикнување и за бебето, и за мајката, и за мажу, и за сите ме све. Некојаш и многу подолго трај тој. Тоа е се во ред. Само се што прат овие бабини деветини е клава плюс притисок на веќе притисокот што постои од самата природна појава. Ама на крајот на денот знаеш како? Кој ме праши? Има уште многу вакви работи за кажување. Јас сум сигурен дека ќе има и луѓе што ќе ми велат не си во право, пошто ова не е така како што велиш вака е. И ќе има некои што му се имат случајно работи и ќе ми потврдват со сигурност, така што слободно пишете. Не срамете. Сакам да чујам уште вакви муабети, па здравје наредна епизода и нив муабет да и направим. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.